Фаворитите во 25-тото коло на втората фудбалска лига стигнаа до победи, со тоа ја продолжува трката за директен влез во прва лига. Лидерот Македонија Ѓорче Петров минимално со 1:0 го доби Детонет Плачковица на домашен терен, додека пак Башкими со 2:0 беше сигурен против последно пласираниот Вардарски. Екипата на Арсими забележа минимална, но важна победа од 1:0 над Кожув и со тоа тимот од Чегрнија продолжува трката за директен влез во првата фудбалска лига. Брегалница во Велес дојде до минимален триумф откако со 0:1 славеше над Борец со голот на Давид Калпачки, па со тоа основа надежда на Брегалница за прва лига, односно директен влез во елитата. Новаци дојде до триумф од 2:0 над Вардар Неготино, со тоа става печат на директниот опстанок во втората лига. Минимален, но голем триумф за победа од 1:0 над Саса на домашен терен, со тоа што Прилепчани стават печат на директниот опстанок во втората лига. Само еден надпревар немаше победник, откако не биле на извори. Бодовите ги подели екипите на Охрид и Осово играјќи 2:2. Дербито од средината на табелата на екс-прволигаште Беласици Скопје заврши со минимална победа од 1:0 за Струмичани. Во однос на табелата на врвот и натаму е Македонија Ѓорче Петров со 56 освоени бодови, а толку им е Башкими кој е втор. На третото место или во бараж зоната за прва лига е Арсими со 54 бодови, а пак екипата на Брегалница со 51 бод е на четвртото место. Беласе за сега се проби до петото место на табелата со 38 бодови и оде кон таа цел сезоната да ја заврши на високото пето место. Детонет Плачковица се спушти на шестото место со 36 бодови, а толку има и Охрид кој е седми. На осмото место на табелата е Скопје со 34 бодови, а по 32 бодови имаат екипите на Кожев и Саса за делба на деветото место. На 11-тото место е Новаци со 28 бодови, победа на 12-тото место со 27 бодови, а толку има и Вардар Неготино кој е место подолу. Со 19 бодови екипата на Согове во бараж зоната за опстанок во втората фудбалска лига или на 14-тото место. Борец е во зоната за директни испаѓања со 13 бодови како предпоследен, а на ното е Вардарски со 11 бодови како последен.